Иницијатива на Интернационалната федерација против диабет и Светската здравствена организација 14 ноември се одбележува како Светски ден за борба против диабетот и овој датум не е одбран случајно. Тоа е всушност денот на раѓањето на Фредерик Грант Бентинг, кој заедно со Чарлс Бест го откриле инсулинот во 1933 година. Ние и денеска во Македонија наутро ќе се обидеме преку јавно говорење со нашата соговорничка да ја подигнеме свеста за диабетот, неговата застапеност, начините на превенција и секако третманот. Велам добро утро за доктор Катерина Адамова, ендокринолог. Добре ни дојдовте во утринската програма. Благодарам за позитивниот одговор за разговор, имајќи предвид колку ви е полна работната агенда изминативе денови. Добро утро, благодарам за поканата. Повторно да бидам ваша гостинка, навистина ми е драго што сум повторно тука. Взаемно е чувството. Денешниот разговор, доктор Адамова, го започнуваме со една статистика која вели дека бројот на лица со диабет во светот расте од година во година. Тоа значи дека од 425 милиони во 2017, во 2018 бројот е пораснат на 463 милиони, односно зголемен за 38 милиони лица. И сега ова зголемување да им доловиме на гледачите на бројот на лица со диабет е генерално еднакво на бројот на жители на една поголема европска држава како Полска или пак сите држави од Западен Балкан. Кога станува збор за домашната статистика, во 2006 година бројот на заболени со диабет изнесувал 30.000, во 2016 над 120.000, а околу 40.000 наши граѓани се зависни од инсулинска терапија. Причина повеќе гласно да говориме на оваа тема. Апсолутно, бројките се фасцинантни. Секоја година се поголеми. За жал, Македонија спаѓа во државите, во една од трите, меѓу првите три држави во Европа кои што имаат најголем број на ново откриени пациенти со диабетес мелитус. Не знаеме на што точно се должи тоа, претпоставуваме на нездравиот живот. Меѓутоа, од нашата секојдневна пракса можеме да забележиме дека бројките на ново откриените пациенти со диабетес мелитус тип 2 секојдневно се зголемуваат. Споменавте, не можеме точно да бидеме прецизни која е причината, но секако постојат бројни ризик фактори кои влијаат на појавата на диабетот. Број 1 исхрана и исхрана. Така. Македонија спаѓа во државите која што има доволно сонце, одличен квалитет на овошји и на зеленчук, меѓутоа за жал во последно време тоа не е многу модерно. Модерна е похованата храна во кафаните и некако нашата популација се сврти многу повеќе на тој вид на исхрана. Така да исхраната и намалената физичка активност се главните фактори за зголемениот број на пациентите со диабетес мелитус. Постојат три главни типови на диабет. Ова е чисто прашање кое што често го поставуваме, но добро е да го знаат нашите гледачи во насока на превенција и информација плюс за апсолутно. Значи, начелно се 4 типа, можеме на кратко да ги објасниме. Тип 1 диабетесот се јавува кај пациенти со кои што се млади, значи деца, адолесценти, може поретко кај постарата популација, тоа е многу ретко. Меѓутоа кај овие пациенти, благодарам. Меѓутоа кај овие пациенти потребата од инсулин е мандаторна, значи овие пациенти не можат да преживеат без инсулин и токму затоа пронаоѓањето на инсулинот е од капитално значење, што е многу битно. Оваа година се слават 100 години од откритието на инсулинот. Ова откритие е многу битно за овој тип на пациенти, значи тип 1, кои што не можат да преживеат. Порано оваа диагноза била смртна пресуда за нив, меѓутоа со откритието на инсулинот, таа диагноза е веќе променета. Тоа е тип 1. Тип 2 се пациентите кои што се во многу поголем број и кои што имаат секреција на инсулин, меѓутоа кои што не доволно се искористува тој тип на не доволно се искористува инсулинот. Третиот тип на диабетес е гестацијски диабетес, односно диабетес кој што се јавува исклучиво за прв пат во бременоста кај пациентките. И четвртиот тип на диабетес, кој што го нарекуваме секундарен, кој што се јавува после терапија со кортикотерапија и во периодов на ова COVID пандемија,
бројот на овие пациенти со секундарен тип на диабетес е исто така зголемен. Кои се оние видливи симптоми, ајде да кажеме, кои што укажуваат на диабет? Нешто што нашите гледачи не смеат да го пропуштат и занимарат? Оно што е карактеристично, значи, се јавува зголемена жет, имаат зголемено чувство на глад, меѓутоа слабеат, знае да се јави заматен вид, може да бидат или поспани, може да бидат или нервозни. Високото ниво на шеќер знае да ги направи малку карактерно различни. Оно што е многу битно, дали во фамилија имаат некој кој што боледува од шеќерна болест. Без разлика дали е тоа татко, мајка, значи од прв ред, или стрина, чичо или така слично. Но колку навремената диагностика е важна во однос на третманот и долгиот живот, и кога сме викли кај навремената диагностика, што подразбираат превентивните прегледи или најнеопходните прегледи кои што треба да се направат? Основно е лабораторија кај матичен лекар. Добро. Значи, основно е да се мери гликемијата заедно не секако со другите параметри, доколку се најде дека гликемијата, односно крвниот шеќер изнесува 5,6 милимоли, тоа не значи диабет, меѓутоа значи дека е тој пациент кандидат за така наречен скрин шеќер. Така да овие пациенти, посебно доколку во фамилијата имаат позитивна анамнеза за роднина со диабетес, пожелно е, доколку се работи за покрупни пациенти, пожелно е да направат орален гликоза толеранс тест кај матичниот доктор или во центар за диабетес. И кога веќе ги споменавме прегледите, колку навремената диагностика е важна по однос на долгиот живот и третманот? Апсолутно. Секогаш го потенцираме тоа кај нашите пациенти. Колку побрзо се открие диабетесот, толку е помала шансата за компликации. Што ме шансата помала за компликации? Значи, овие пациенти може да имаат најнормален живот со најнормално долготрајање, значи без компликации, буквално нормален живот. И кога на било кој од интернет преварувачите ќе напишете диабет, една од првите реченици кои што ќе ги прочитате е промена на начинот на живот. Што на долг рок значи тоа, доктор Адамова? Основно е промена на типот на исхрана. Значи, зеленчук, овошје, месо и секако физичка активност. Секогаш напоменуваме дека сама по себе исхраната, да, ќе го намали шеќерот, да, ќе превенира, меѓутоа физичката активност е таа која што доминира во гликорегулацијата. Што значи, барем 2-3 пати неделно да има, ако пациентот е во послаба здравствена состојба, барем пешачење. Ако е во подобра здравствена состојба, значи дали тоа ќе биде фудбал, кошарка, возење точак, пешачење, планинарење, која и да е физичка активност, секоја е подобра од ништо. И споминавте во еден од одговорите дека навремената диагностика е многу важна по однос на третманот и долгиот живот. Сега следното прашање не е со цел да ги исплашиме гледачите, туку да ги информираме и да ги знаат меѓу другото ризиците и последиците од ненавремената диагностика, онаа другата страна на приказната. Компликациите кои што се јавуваат од диабетесот, за жал се многу непријатни. Она што е битно е дека се јавуваат доаѓаат многу тивко и многу полека. Не се најавуваат многу бучно и затоа пациентите на почетокот не ни веруваат дека можат последиците да бидат многу страшни. Последиците се во смисла на невропатија, значи оштетување на малите нервни садови, најчесто на нозете, иако може на било кој дел од телото, и кои што знаат да бидат многу непријатни и да ги будат од сон. Понатаму може да бидат на малите крвни садови на очите, на бубрезите, што доведува до оштетување на видот и на бубрежната функција. Многу често кога комуницирам со моите пациенти велат добро гледам. Меѓутоа, секогаш потенцираме не оној вид кој што нели сите лаици сметат блиску далеко. Не тој вид. Значи, оштетувањето на малите крвни садови на очите се определува кај очен доктор со ширење на очното дно. Значи, само тој преглед ќе ни покаже дали има оштетување и да се спречи тоа оштетување. Понатаму, доколку не се спречи на време, значи покачувањето на гликемијата може да доведе до
многу посериозни последици, значи инфаркт и мозочен удар кај овие пациенти. И секако најстрашното, за жал во последно време доста често, значи со појава на раничка на прстите на стапалата, која што раничка пациентите не ја забележуваат, бидејќи имаат нарушено чувство за допир, за болка, така да не ја забележуваат, касно ја забележуваат и таа раничка постепено се развие до степен на гангрена. Значи ова се лошата страна на дијабетесот, која што пак ќе потенцирам, многу полека се развива. Меѓутоа треба и може да се спречи. Би сакала да продискутираме малку и за третманот. Го споминавме во неколку наврати инсулинот како еден од клучните фактори во однос на терапијата и спасител на живот на пациентите. За инсулинот беа врзани многу прашалници кога започна ковид кризата, дали ќе го има доволно, дали ќе може да се донесе во земјата, дали ќе бидат засегнати пациентите со шеќерна болест. Каква е во моментов состојбата по однос на залихи и достапност на инсулинот и што друго медицински препарати, ајде да кажеме, се вклучува во третманот на шеќерната болест? Третманот на шеќерната болест вклучува секако таблетарна терапија, ја вклучува инсулинската терапија, која што ја има во доволни количини, освен во одредени моменти кои што технички причини нарушена. И она што е најинтересно, во последниот период во Македонија е донесена најновата терапија за третман на дијабетес, која што спаѓа во комплетно друга група на лекови. Значи, едната е таблетарна, нова група, и другата е терапија во вид на инекции, меѓутоа не е инсулин. Овие нови групи на лекови имавме можност со моите колеги да ги препишуваме нашите пациенти, мораме да кажеме дека имаме фантастични резултати. Кога станува збор за било која диагноза, првите прашања кои што се поставуваат е дали е смртоносна и дали со одредена терапија може да се обезбеди квалитетен начин на живот. Кој е вашиот одговор по однос на шеќерната болест? Со соодветна терапија, животот може да биде најнормален кај пациентот, ќе се спречат компликациите и ќе живеат сосема нормално и долго. Кое беше другото прашање? Го одговоривте апсолутно. Значи е можен, но во однос на тоа дали е можен, зависат многу превентивните прегледи на времената дијагноза. Превенцијата е секогаш решение на проблемот. Токму затоа ние гласно говориме на ова тема. Ова е недела практично на подигнувањето на свеста за шеќерната болест. Сметате ли дека како доктор доволно се зборува гласно на оваа тема и во останатите денови од годината? Секогаш може повеќе. Апсолутно, затоа што еден ден во годината е многу малку, а бројот на пациенти е многу голем, се повеќе и повеќе. Мислам дека треба секогаш повеќе да се дискутира со пациентите, малце поактивна кампања. Доктор Адамова, благодарам од срце за гостувањето во денешното издание на Македонија наутро.